Од нова година до средината на март работното време во Струмица трае многу подолго. И кога се гасат светилките во доќаните, маркетите, продавниците, остануваат да светат оние во кои се креира магијата на струмичкиот карневал. Зад затворените врати, замаглените прозорци, неуморните членови на карневалските групи, конец по конец, копец по копец, ги дотеруваат костумите. Како змијата што ги крие нозете, така карневалџиите ги кријат маските. И кога екипата на телеканал А1 ја посети карневалската група Звезден град, првиот збор беше: немојте да снимате многу, да не ни ја познаат маската. Новинарското љубопитство и желбата за добра фотографија и поголема читаност наспроти вечниот во секој случај креативен риваливитет меѓу групите. Малку убедување, мерење на ставовите про и контра и ја добивме дозволата одблиску да зирнеме во нивната работилница. Човек да се запраша од каде извира таа желба не само за оригиналност, туку и за автентичност. Желба во своите раце да никне ремек делото, а да не биде порачано, купено и само облечено. Доказ дека во Струмица карневалот не е само манифестација, туку начин на живот. Со подготовки мисловно почнуваме многу месеци пред новата година. Околу нова година веќе пресечуваме што ќе биде маската и започнуваме со подготовките. Се имаме воспоставено, се прифаќаат предлози, секој си дава свој предлог, си го образложува, си го брани, си го презентира. Така имаме со презентации, со проектор. На двете страни се распоредени посветените раце на луѓето кои во овој период од годината имаат само една професија – карневалисти. Звукот на машината за шиење, ножиците кои сечат по рабовите на материјалот, иглите, конците, колоритноста, но пред се енергијата ги оживуваат дури оние навидум ситни закачени парчиња костуми кои ја проектираат новата приказна. Од секогаш. Значи, најпрво, дел од нашите членови учествуваа во првите пагански маски, потоа поединечно, групно, така имаме едно 12-13 години, кога се спремаме. Најпрво се започна така како од забава за маскен балот, па потоа се прошири и излеговме на карневал по многу молби на и тогашните членови од комисијата. Зошто не излезете, зошто не знаеме што е тоа, да излезеш на карневал. И навистина кога излеговме, тоа е една магија што ве одзема и така веќе не ви дозвола да престанете. Карневалските групи од Струмица често се дел од меѓународните карневали. Деновиве 3 карневалски групи беа дел од карневалот во Верона, Италија. На почетокот од годината и Риека ги виде маските на струмичките карневалџии. Значи, повеќе убави, ние, еве, како друштво, тоа ни е еден момент на така издишка од секојдневието, нели, кога се претвараме во нешто што не сме и секогаш правиме да ни биде најубаво. Како еден од така подобро организираните, поголеми карневали, во кој што може нешто ново да се види, е Риечкиот карневал, од кој што сега брзо се вративме, бевме пред 2 недели таму и навистина е забавно. Таму е организацијата, карневалот трае цел ден, организирано е, се забавуваат маските, значи голем акцент се удара на забавата и на масовноста. Не толку како на изработката на маските, па и мора да се пофалам кога излеговме ние 3 струмички маски, се воодушевие. Значи беше аплаузот, еви сега се ежам кога ќе ми текне, како не пречека публиката, со какви аплаузи, браво, браво од сите страни, многу беше добро за нас. Во споредба со овие меѓународни искуства, каде е нашиот струмички карневал? Дали уште треба многу високо. Многу високо. На нашиот карневал му фали масовност. Значи, што повеќе луѓе да излезат да продефилираат. Ефтимова смета дека струмичкиот е во иста линија со светските карневали, само според неа потребна е поголема масовност. Минатата година, Звезден град се представи со боговите од грчката митологија, грандиозна маска која и денес плени со својата убавина. Се трудиме да го задржиме тоа ниво, што мислам веќе многу високо, без скромност, не само ние, нели, повеќе други групи. И мислам на струмичкиот карневал има многу високо ниво на квалитетни маски, на квалитетни идеи, на единствени, уникатни. Дури се случува пријатели од Дубај, пријатели од не знам каде низ светот, видов една слика, да не сте вие, значи има во Турција, во Истанбул низ вестници не има,
Интересно е. Може да кажем, нашето здружение повеќе години наназад представува некоја земја. Така, одделува нешто што е многу интересно за таа земја и го презентира. Може се сеќавате на баварците, на шкотите и така натаму. Оваа година пак ќе представуваме една земја. Таа е најлибералната земја во која што има најголема толеранција. За жал, од целото друштво многу малку знаат да шијат и сега некои се учат, се подучуваат и бараме помош во делот на шиењето, меѓутоа сите детали ние ги изработуваме, дизајнот си го правиме сами, си го цртаме и така. Што е со машкиот дел од помош, така дали само за возилото или? Помагат. Значи при набавката помагаат. Кога машина ќе ни заглави, многу често тука се секогаш. Меѓутоа, нивниот дел е за возилото, па и ние помагаме потоа таму при украсувањето. Затоа што не можеме возилото да го држиме многу време, се изработуваат делови за возилото, па после се монтираат. Така, постои ли ривалство меѓу карневалските групи или тоа е само за време на карневалот? За време на карневалот посебно постои, не може да кажеме дека не постои, кој од кој е побав, кој ќе заврши веќе се гледа сите биле убави и останува забавата како најважен дел. Има ли интерес ке вашите млади потомци да го продолжат да ја продолжат историјата на Звездениот град во наредните години? Да. Интерес има, желба има, работа помалку, уште не им е јасно колку работа треба, меѓутоа секогаш помошта ни е добре дојдена од нив. Сега уште помагаат, не се вклучени. Колку време ви е потребно за изработка на? Многу време, значи може да се каже дека последните 2 месеци секојдневно по нешто мора да се чепка, да се боцка, да се доработува. Така, и што како за вас како струмичани значи струмички карневал? Многу значи. Една вековна традиција што би сакале да се задржи, значи да се прошири, да се го задржи едно високо ниво, едно познато ниво низ целиот свет. Не само тука, нели, и многу знаат за нас. Така. Со оглед на тоа што дека имате многу гостини, дали може би планирате изложба на една ретроспектива на Звездениот град? Ние многу сме изложувале на излози, многу излози сме украсувале. Една година на Маскембалот направивме така една ретроспектива, се облековме по различни маски, тоа беше интересно. Многу ни ги бараат маските, навистина се популарни. Меѓу жените кои гласно зборуваат и се договараат, во работилницата на Звезден град е и 15-годишната Ангела Хаджикотарева. Љубовта кон карневалот се пренесува од колено на колено. Така за младата Ангела да се биде дел од групата е остварување на детскиот сон. Мислам дека бев 10 години, значи веќе со години назад учествуваме во оваа група. Јас сум во младиот дел, каде што сите заедно помагаме за изработка на ситните деталите, бидејќи не сме толку моќни ние за да ги изработиме поголемите важните делови, но сепак имаме ние некоја одговорност кон карневалот. Интересно е дружба, забава, работа сепак, напорно малку. Возбудливо беше и за мене, иако кога бев помала не учествував и јас. Тие кога се спрема, јас бев секогаш љубопитна што се случило, бидејќи не бев тогаш во тек се што се случува. Ме интересираше за се, интересно беше, па така со желба почнавме и ние на уклучија и ние да се дружиме. Групи, здруженија на граѓани, градинки, основни и средни училишта се во знакот на карневалот во Струмица. Годинава на главната карневалска поворка треба да продефилираат најмалку 2500 карневалисти. Околу 500 ќе бидат од странство.